Вреди останува без еден партнер во коалицијата, откако одлука да ја напушти донесе Алијанса на албанците предводена од Арбен Таравари, а кој најмногу ќе профитира од поместувањата во албанскиот блок, кој е заедно на власт со ВМРО од ДПМН. Одговорот е веројатно нивниот најголем ривал Дуи, кој на последните избори отиде во опозиција. Излегувањето на Алијанса на албанците на Таравари создава нова ситуација, посебно во однос на локалните избори, но и во позиционирањето во владата, смета политичкиот аналитичар Бесим Небиу. Создавањето на коалицијата Вреди и создаде една рамнотежа во силите на албанскиот блок, а Дуи пред парламентарните избори беше принудена да го окрупни гласачкиот потенцијал со коалицирање со други 6 партии од другите малцинства. Но сега битката за градоначалнички позиции ќе биде понеизвестна. Сега тука се создава една нова ситуација во која што мислам дека пред излегувањето на Алијансата на албанците беше известно дека Вреди, односно Влен, има предност во локалните избори. Сега тие карти мислам дека повторно се измешани и битката станува неизвестна. Тоа е за мене првиот непосреден ефект од излегувањето на господинот Таравари. А ситуацијата ќе влија и во собранието, ако се има предвид дека 5 пратеници на коалицијата Вреди се од Алијансата. Тоа се разбира го пореметува и односот, односно коалициониот аранжман, бидејќи сега немаме еден субјект, туку два субјекти кои што ги чинат тие 14 пратеника кои се дел од коалицијата со ВМРО ДПМН. Се разбира, наредните денови ќе покажат како ќе се позиционира остатокот од Вреди. Јас очекувам дека тие ќе се обидат да се сплотат и да направат подсврста структура, а можеби и да направат единствена партија. Првиот вице-премиер и лидер на демократското движење Изет Меджити веќе најави дека од коалицијата Вреди ќе произлезе нова партија на политичката сцена, при што наредната недела ќе започнат процедурите за нејзино создавање. И додека тие ќе продолжат да се трудат да ги задржат антидуи гласачите, според Небиу стратегијата на Вреди ќе биде да привлече и дел од гласачите на Алијанса на албанците. Прашањето е како ќе се постави и премиерот Христијан Мицковски, кој се уште не излегол со став. Ќе видиме како ќе се постави премиерот Мицковски наспроти фактот дека има сега два коалициони партнери, а преговарал со еден, односно каков ќе биде третманот, односно односот на Алијансата на албанците. Очекувам дека ќе има развој на настани во таа насока да се појаснат, меѓутоа вашиот заклучок дека корист од ова има првенствено Дуи, се согласувам со тој заклучок. Од Вреди при тоа отфрлија и можноста за соработка со Алијанса на албанците на Таравари на предстојните локални избори закажани за октомври. Лидерот на Дуи Али Ахмети коментираше дека Таравари сватил дека позициите на албанците во владата се понижувачки.